Во денешниот тест го имаме Peugeot 208 на електричен погон. Особена чест и задоволство ни е што ја имаме оваа изведба токму во домашни услови, бидејќи со неа се запознавме пред неполна година некаде во Португалија. Опремен со 50 киловат-часовна батерија, овој модел е способен да помине 360 километри или спрема проценките на Peugeot да помине цела седмица без полнење на батериите за возачите кои дневно поминуваат околу 50 на километри. Што се однесува до изгледот, тој е ист како и на верзијата со мотори на внатрешно согорување. Лавји заби на предницата и лавја канџа на задниот дел. Тоа се елементите кои го крунисуваат динамичниот дизајн на силуетата на 208. Електричната верзија, како што реков, од онаа со верзија со мотори на внатрешно согорување се разликува само во ознаката. А во гепекот имаме кабел за брзо полнење, за брзи полначи, кој батеријата од 50 киловат-часа може да ја наполни за 7 до 8 часови. Но стандарден полнач доаѓа со возилото за опремување, односно за полнење на стандардна мрежа со 220 волти и моќност од 1,3 киловат-часови. А тоа значи дека 50 киловат-часовната батерија ќе се наполни за долги 29 часа. Во внатрешноста на 208-ката се е подредено не само на функционалноста, туку и на естетиката. Впрочем, тоа го заклучивме и кога го возевме моделот со мотор на внатрешно согорување. Исто така, посветеноста кон возните својства е голема. Имаме и да бираме модови на возење од еколошки, нормален и во спортски. Се разбира во кој модус ќе возите, зависи и колкава автономија ќе имате. Предизвикот кај овие возила е да се вози во еколошки мод, за да имате многу повеќе дострел со возилото, односно многу поголема автономија. Инаку во внатрешноста се чувствувам прекрасно. Пластичните површини се квалитетни, насекаде се гледа дека е гумирана пластиката, а интервенцијата во внатрешниот простор со цитатите е одлична. Електричните возила веќе не се досадни и нема оправдување дека поради економијата и радиусот на движење штедено е на квалитетот на материјалите. За да управувачот на електричниот 208 се чувствувате супериорно, бидејќи управувате со висока технологија, која пред се е еколошки ориентирана, но и има одлична перформанса. Електромоторот располага со 100 киловати, односно 136 коњски сили, кои ви овозможуваат поради одличниот вртежен момент извонредни перформанси. Перформанси кои би биле еквивалент на еден GTI автомобил. Мене ми се допаѓаат перформансите. Забрзувањата се извонредни, а со користењето на сопирачката ги надополнувате батериите. Тридимензионалниот
Kokpit е извонреден и ви дава повеќе прикази, но мене ми е најинтересен приказот кој ви покажува како работи електромоторот и како се полнат батериите. Инаку, звукот на тишината владее во кабината. Може да почувствувате само звук од тркалата, односно од пневматиците и благото зуење на електропогонот. Останатото е приказка сама за себе, типична за електричните автомобили. Во градски услови на возење електричната 208-ка е повеќе од забавна. Таа има прецизно управување, тивка е и има голема експлозивност, што мене искрено многу ми се допаѓа. Но колку кошта оваа забава? Бидејќи ја возам верзијата со највисоко ниво на опременост, таа чини 36.000 евра. Да, добро слушнавте. За автомобил од сегментот Б 36.000 евра е многу. Но нашата држава не предвидува никакви субвенции за овие возила. И тука е грешката. Ние мораме да ги направиме законите да бидат еколошки прифатливи, да се стимулира купувањето на овој тип возила што повеќе. Исто така државата мора да вложува во полначи за овие возила, бидејќи се уште ги немаме доволно. А расте бројот на возилата кои се плагин хибриди, но се надевам дека и бројката на електровозила ќе расте. Ние дур го снимаме овој прилог не следи дождот, а народот вели доколку ви врне при работа, тоа значи берикет. Берикет за електричните возила. Јас искрено се надевам дека државата ќе најде начин и сили да го стимулира купувањето на електричните возила. Па и со субвенции, по пример на западните држави, кои даваат и до 10.000 евра субвенција за оваков тип на возила. Мораме да го фатиме чекорот со светот, а за тоа ни е неопходна легислативата. Јас ви благодарам на вашето внимание. Во изминатата сезона, во изминатите 41 епизода премиерно прикажана, успеавме да ви ги доближиме не само домашните, туку и светските трендови во автомобилизмот, сите новитети. Така ќе остане и во следната сезона, која ќе започнеме некаде на есен. До тогаш ви посакувам убаво да се одморите, да останете во одлично расположение, чувајте си го здравјето и бидете одморни и расположени. Ви посакувам пријатно и убаво и безгрижно лето. До септември, до гледање.